Музикологијата е научна и академска студија на музиката во сите нејзини димензии. За разлика од музичката интерпретација, музикологијата се обидува да ги разбере причината и формата на музиката преку историјата, културата и науката. Таа главно се дели на три големи гранки: историска музикологија, задолжена за проучување на еволуцијата на западната музика низ времето, етномузикологијата и систематската музикологија. Сите тие опфаќаат анализа на ракописи, стари партитури и трактати, биографии на композитори, стилови и форми, како и културниот и социјалниот аспект на музиката. Не се ограничува само на класична музика, туку опфаќа фолклорна, популарна музика и музика од различни етнички групи. Музичките публицисти пак се грижат сето ова што е откриено преку музикологијата да биде објавено во разни видови изданија со цел нивно зачувување. Еден од малкумината македонски музички публицисти е вечерва со нас Александар Трајковски. Александар, добре дојде во Трафика. Добре најдов, благодарам. Ке почнем од почетокот. Средно музичко училиште заврши, потоа и факултет за музичка уметност во Скопје. Ме интересира како влезе во светот на музиката и што учеше во средно и што учеше на факултет. Да почнеме од таму. Добро. Јас музиката од секогаш сум ја сакал и таа била составен дел воопшто од моето детство, од моето живење. Јас многу сакав и на друга уметност и се уште ја сакам. Меѓутоа мислев дека ќе се занимавам со неа. Тоа е драмската уметност. Многу сакав да бидам како дете, многу сакав да бидам актер. И така и се замислував. Тоа беше мојата замисла. И во средното музичко училиште се запишав бидејќи не постоеше средно драмско училиште. И тоа ми беше како нешто по моето мислење најблиско што ќе биде до таа уметност. Одскочна даска, да. И јас така си планирав дека после музичкото ќе на факултет одам на драмски. Немав дилема дека ќе биде тоа така. Меѓутоа, како влегов во средното музичко училиште, во светот на музиката, јас и претходно, како што реков, моето обкружување беше целосно со музика, особено со оперска музика, заради условите во кои што растев како дете. Меѓутоа, веќе во средното училиште сватив дека јас ќе си продолжам на факултетот за музичка уметност и дека ќе останам во областа на музиката и така и беше. Свирев на труба, инструмент кој што е многу тежок, кој што е многу специфичен, кој што е многу убав. Меѓутоа, морам да кажам дека јас нешто премногу не се пронајдов. Како музичар? Да, како музичар изведувач, едноставно сакав да бидам нешто да правам во музиката, меѓутоа не се замислував дека ќе бидам во оркестар, еден од многуте, можеби некогаш и невидлив, заради тоа што секогаш оние што се напред солистите, диригентите се тие кои што се најдиректно изразени пред публиката. И во еден момент ја оставив трубата и продолжив на одделот за музичка теорија и педагогија, каде што дипломирав, потоа магистрирав на истиот факултет на методика на музичката настава, каде што ги проучував сите оние специфики на музичката настава, наставата по солфежот. Веќе сакав да бидам музички педагог, кој што ќе се занимава со едукација. Тоа е твојата тема, нели? Организацијата и содржината на музичката настава во Македонија во периодот од 50-та до 62-та. Што откри, што ти донесе тоа истражување? Ова истражување беше пред 22 години кога почнав да го правам, кога имаше многу малку теми кои што се занимаваа со истражување на музичката педагогија, со музичкото школство во Македонија.
И јас многу се заинтересирав заради тоа што многу сакам да анализирам стари документи, да чепкам по архивите, да отварам некои записници, некои извештаи кои што се некаде затурени во некои архиви, кои што ќе ни дадат некои податоци кои што може да бидат интересни, и затоа се нафатив токму за истражувањето на тој период. Почнав од 45-та година до 50-та година, тој го истражив, и потоа на магистерските се фокусирав на еден наследниот период на 50-тите години, кога во се поставени генерално основите на нашето македонско современо музичко образование, кога се отворени голем број на основни музички училишта државата, кога единствена музичка институција за средно образование е средното музичко училиште во Скопје, кога факултетот за музичка уметност воопшто не бил отворен. Да, има друго. Потоа затоа ја зедов 62-та година како една граница, заради тоа што од таа година потоа се отвараат во Битола и во Штип, а сега има и во Тетово. Така, и кажи ми, разликата меѓу она што било музичка настава во тој период, во тие 60-ти, 50-ти, 60-ти години, и сега, каква споредба можеш да направиш? Одиме кон подобро во некои моменти или одиме кон полошо во други? Генерално, како што се развиваме, треба да се развиваме и во тој сегмент. Мене ми е многу криво кога некогаш ќе речеме дека школството ни паѓа, дека одредени работи не се на она задоволувачко ниво на кое што треба. И тоа го наоѓам и тука во оваа тема, кога се навраќам баш во тој период. Тогаш се поставувани основите. На моменти можеби се изведувала наставата партизански, условно речено, во не такви услови какви што имаме сега, денес. Так. Меѓутоа, многу осмислено и многу стручно и посветено, за да се направи една добра база, за потоа се да се развива. Се прашање е колку тоа ние во денешно време го правиме, можеби за некоја така по инаква дискусија, тука би се изложиле некои факти и состојби. Јасно. Потоа имаш труд еден кој што мене ми привлече внимание, слушањето музика во рамките на музичката настава во средните училишта. Колку се слуша музиката во нашата настава сега во музичките сигурно училишта дека се слуша. Тука не станува. Тука зборуваме за она општо образовните. Затоа и тој труд на кој што го споменувате е за општо образование, заради тоа што слушањето музика генерално како дисциплина е една од есенцијалните компоненти на музичкото образование, изучувањето музика. Без слушање на музика не можем. Джабе, колку и да читаме, средно слушавте музика? Јас се учев во музичко. Да, ама другите. Да, меѓутоа не верувам дека секаде тоа се практикувало. А тоа посебно си стои како еден од методските единици кои што треба да се обработуваат на часовите. И тука најмногу наставниците може да направат креација, да ја внесат својата креативност и да им ја доближат на децата музиката од сите временски периоди. А тие потоа да ја препознаваат. Тоа е клучен момент во секако и нема потреба да е тоа во програмата, едноставно професорот по музика треба да им каже денес ќе слушаме музика. Да. Јас како професор по шпански па им пуштам разни видови музика за да може да препознаваат што е регетон, што е салса, што е румба, што е затоа што тоа е убавината на музиката, да ја познаваме. Мислам дека секој квалитетен наставник тежна е кон тоа да го прави. Јас се надевам дека ќе не слушнат и ќе имаме некакво влијание кон тоа децата да почнат да слушаат и друга музика, освен она што се слушаат денес. Освен што се слушаат денес, да. Би сакал да е така. Како што кажам. Не се, ама многу лошо. Да. Во 2014 на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања под менторство на Ганка, професорот доктор Ганка Цветанова, одбрани докторска теза која што е за мене исто интересна, филмската музика како форма на комуникација и музиката во македонскиот игран филм од периодот од 52-та до 2011-та. Да. Дали
Ке ми кажеш малку и за како изгледа тој твој труд и што се опфаќа, но и дали мислиш дека според тебе се користи музиката како начин на комуникација и во секојдневниот живот, не само во... Да, еве ќе почнам од почетокот. Прво ќе направив едно премостување од она кое што го истражував до тогаш, влегов во една друга област и сето тоа е исклучиво благодарение на професорката Ганка Цветанова, која што ме насочи кон оваа тема за која што сега зборуваме. Навистина интересна, мислам. Темата е многу интересна и многу податлива за истражување. И е многу интересна воопшто не само како предмет на истражување, туку е интересна и за дискусија, интересна и за муабет, а пред се интересна и за слушање. И професорката Ганка, знаејќи да процени што е добро и што вреди да се истражува, буквално ме натера да се зафатам за оваа тема. Јас претходно за оваа тема немав никакви, минимални имав познавања, меѓутоа и во нашата македонската музикологија речиси да немаше некој труд кој што ќе можеше да ми помогне. Значи јас почнав од нула со нејзина помош, од почеток и со нејзина верба дека на крајот ќе излезе сето тоа како што треба. И на вистина направив една доста солидна докторска дисертација, каде што ја обработував македонската филмска музика од самите нејзини почетоци. Што Дистрел, Фросина. Првиот филм Фросина, точно. Се дојде 2011 година, кога всушност ја пријавив дисертацијата и разгледував филмската музика од повеќе аспекти. Значи, од тоа колку е застапена во секој филм, од тоа каков вид на музика има, дали има вокална, инструментална, вокално-инструментална, каков музички материјал се користи, дали е тоа оригинална музика на композиторите, дали се тоа користени цитати од фолклорот, од духовната музика или од некои други композитори. Потоа ги евидентирав сите изведувачи кои што ја имат изведувано на македонската филмска музика. Функцијата на нејзината употреба во филмот, стилската определба, стилистиката, и по докторирањето отидов еден чекор и понапред, сето тоа го адаптирав и го срочив во една книга, која што се вика Музиката во македонскиот филм, од Фросина до Лазар. Значи, првиот е Фросина, а последниот филм во тоа моје истражување беше Лазар, филмот Лазар од 2015 година. И таму се буквално сите македонски играни филмови обработени со својата музика, каде што правев интервјуа со голем број режисери на нашите филмови, со голем број композитори. За жал некои од нив веќе и се починати после интервјуата, после книгата, како што например е Александар Джамбазов, како што е Љубиша Георгиевски. Нив веќе ги нема, меѓутоа и те остана добро сведоштво, да, нели? добро сведоштво за она што е направено. Кажи ми, јас ке одев по некаков редоследно, ми ја спомена сега оваа книга твоја која што е излезена. Имаш и во еден момент напишано влијанието на музиката во создавањето амбиент и емотивно обликување во филмовите на Милчо Манчевски и музиката Пред дождот. За мене едно од најдобрите македонски музички остварувања е Анастасија и албумот Пред дождот. Тоа е едно велелепно, преубаво дело кое што е снимено воопшто во Македонија. Да, оваа музиката на Анастасија во филмот на Милчо Манчевски на еден начин представува револуција во македонската филмска музика. Од таму почна оној момент, потоа се појавува Кирил Џајковски во така. Точно, затоа реков да. Пред дождот беше прв пат кога се појави таа првата употреба на таков тип на музика. Предходно, значи имаме извонредни, да, меѓутоа тука начинот на оформување на музичката илустрација, стилистиката која што се употребува, тука станува збор за една
етно музика, спојот на фолклорот со точно етно музиката. со значи традиционалниот инструментариум со класичниот и со дел од електрониката, и тоа навистина представува едно одскокнување кое што потоа представува и пример за понатамошни, нели, развивање на филмската музика. И за овој филм, за овој труд што го спомнавте, јас го објавив во списанието Современост, меѓутоа и слична тема презентирав на еден музиколошки собир, научен собир во Белград, каде што буквално сите присутни ја знаеа музиката. Имаа слушнато, знаеа кој е Пред дождот, знаеа кој е Милчо Манчевски, знаеа кој е Анастасија, и јас направив една анализа од повеќе аспекти, анализирав како сето тоа влијае во музиката што е направена, како влијае во целокупното формирање на атмосферата и на оформување на оние чувства кои што треба да бидат испратени до публиката и публиката кои што треба да ги прими како такви. Јас во моментов се наажив затоа што ми текна на сцена на кога Лабина Митевска трча почнува од Прилеп во суштина и завршува во Охрид на Канео. Така е снимена таа легендарна сцена е таа. Тој момент на музиката во позадина е легендарна сцена. Милчо Манчевски во суштина со Пред дождот беше и првиот што не вивна во Европа и во светот. Да, сепак тој филм најмногу се слушна. Да, и мислам дека единствен филм кој што сега во поново време ама порано единствен филм за кој се знаеше надвор беше Пред дождот. Пред дождот, да. Направи најголема популарност. Дури јас минатата година имав едно студиски престој во Универзитетот Константин Филозоф во Нитра во Словачка, и едно од циклусот предавања баш посветив на музиката во Пред дождот, и на студентите на универзитетот им прикажав дел од филмот и беа фасцинирани, сега го воодушевени. Сакав да те прашам за оној емотивниот момент, колку музиката, велиш дека го прави амбиентот на филмот и токму за тоа служи, нели, за да предизвика емоција кај гледачите, но и воопшто музиката, како мислиш дека влие на нашето и расположение, не само без да е филм. Без да е филм воопшто. Значи, тука немам дилема, немам двојба дека тоа е една од најглавните компоненти кои што може да влијаат во целокупното, во секојдневното живење, да побудат во нас нешто, и ако е нешто веќе побудено, тоа да го засилат и да му дадат еден повисок степен на реагирање на нашите чувства. Секој си препознава, си има свој афинитет, си препознава дела кои што му се допаѓаат и за кои што се приврзува. И секој од нас си има музички numери кои што го расположуваат, музички numери кои што го растажуваат. Така. Може би тоа е многу субјективно. Една иста, многу тоа е интересно да се такво истражување кога се прави, една иста numера како предизвикува кај различни луѓе. Но дефинитивно музиката е имаш во твојот курикулум што го разгледував преголемо искуство во полето на музиката и на педагогијата. Сакам да споменам на гледачите дека почна како демонстратор по солфеж, по нешто што за учениците, студентите по музика е оној досадниот, неиздодевниот дел кој што не го сака. И сега ти како професор по солфеж и потоа доцент по музичка теорија и историја на филмска музика, исто на драмскиот. На Универзитетот Европа Прима. На Европа Прима зборуваме цело време, така? Ама солфеж е аудиовизија си на факултетот за музичка уметност, да. Таму ги предавам тие предмети. Што правиш ти како педагог? Каков си? Како успеваш да ги натераш луѓето да го сакаат тоа што навидум им е здодевно?
Солфежот е една дисциплина од која што многу деца, ученици, студенти се плашат и имаат воздржаност. Нема да сокријам дека кога бев ученик јас бев еден од тие. Затоа озлогласениот солфеж. Да, озлогласениот солфеж. Тоа е една, како што реков, дисциплина која што е многу интересна, која што е многу комплексна, слоевита. Абстрактна дисциплина, заради тоа што се работи со слух, се работи со слушање и кај некого е тешко совладлива. Меѓутоа, со добро водење од страна на наставникот, со добри методски постапки, може да се совлада. Јас тоа им велам секогаш на студентите, солфежот не треба да биде страв, од солфежот се учи. Се учи со многу вежбање и со многу работа. Знам дека тоа звучи досадно, кога ќе се каже многу учење и многу работа, меѓутоа тоа е единствениот начин за да се. Тоа е основата, нели, на се. Апсолутно. Така што гледам на моите часови да ја тргнам таа бариера и да ја тргнам таа обременетост од нешто страшно и од нешто недопирливо, туку тоа да го доближам до студентите. И јас мислам дека успевам во тоа. Во моментов си ректори на Универзитетот Европа Прима. Какви сепак се тоа предизвици? Ти носи таа должност многу, нели? И што е тоа што се трудиш ти да го понудиш или смениш и унапредиш како ректор на еден таков универзитет? Раководењето од една страна носи сосема други обврски и сосема различна природата од она кога наставникот во училница, во кабинет, кога предава на студентите. Потребно е да се има визија. Јас мислам дека мене мандатот скоро ми завршува, дека имав визија во она што сакав да го направам. Се погоди така, дали среќа или несреќа, во едно време на ковид пандемија, пост-ковид пандемија, каде што се организираше наставата на еден начин и на поинаков начин. Да, меѓутоа, мислам дека јас и колегите со кои што работиме, значи, имав една поддршка од сите нив, сето тоа да го изведеме на еден лесен и премостив начин. Мојата визија исто така беше отворање и надвор кон другите земји со други универзитети, практика која што ние како универзитет ја имавме и претходно започнато, меѓутоа особено сега со добивањето на чартерите на Еразмус програмата ни помогна да направиме да се отвориме повеќе. Така што мислам дека сега јас за мене да речам успешно дека сум се справил, мислам, тоа треба да го кажат или другите. Па да, но сепак си знаеш што се си. Да, нормално има работи кои што останале, да, кои што треба да се донаправат, но оноку што можам. Пред да преминеме на она што се твоите дела, сакам да споменам дека за мене една од многу важните работи е да се помага на оние на кои им е многу потребно. Ние во рамките на нашето студио за јазици Каста Дива имаме фондација Марко Кабранов, која што беше по трагичната смрт на Марко. Исто така имаме други стипендии кои што ги даваме на наши ученици, но скоро и амбасадата на Шпанија е вклучена во давањето стипендии. Сега, ние во еден период бевме и имавме стипендиси од СОС детското село, кои што сега се многу успешни луѓе, Силвана и сега не ми текнува на Даниел се нашите стипендисти. Ти си председател во моментов, така, на СОС детско село. Какви активности, она што мене ме интересира е какви активности подготвувате за децата и мајките кои живеат таму? Дали имате нешто со кое што би ги развиле музичките и воопшто уметничките вештини на наштитениците во селото, да го наречеме во наводници, каде што живеат? Во текот на
целото ова време, 25 години постоење на СОИ Детско село, јас сум председател од последните 4 години. Постојано се води грижа за таа компонента на секојдневниот живот на децата, на штетениците во СОИ Детското село и на мајките. Во одредени сегменти на справувањето со сите предизвици со кои што тие се соочуваат во ова време, нормално дека има и културата и уметноста една улога. Свој место има, да, јасно. Во ние во соработка и со други институции, во соработка со музичари кои што не се само од класичната, туку се и од забавната музика на Македонија, правиме соработки, правиме гостувања, правиме поврзувања, линк помеѓу нашите деца и нив. И сме во една, да речам така, континуирана соработка, некогаш формална, некогаш неформална. И конкретно сега по повод 25 годишниот јубилеј на СОИ Детско село, голем број музичари од поп-музиката на Македонија направија една нумера, една песна која што наменски ја снимија за нашите деца и која што ја снима тука во нашите простори. Децата се поврзуваат со нив на еден начин и мислам дека тоа придонесува така за еден поквалитетен секако и посреќен живот, посреќен живот, да, воопшто на децата. Пред да преминам на уште едно прашање, како наоѓаш време за сето ова што го работиш? Спиеш? Искрено, некогаш јас, кога ќе си седнам, Ова. Да, си викам, добро. Искрено се прашувам. И јас се прашувам. Да? Кога живееш? Да, и јас се прашувам, а од друга страна па не можам да речам дека нешто слабо живеам. Да. Редовно одиш на опера, балет, секогаш си таму? Секогаш сум таму, одам и на театарски представи, одам и на големи концертни случувања кои што се случуваат. Секогаш наоѓам време за дружење, за кафиња, за вечери. Патувам многу, така што очигледно наоѓам некаде време. Ова што го работам, пишувањето на книгите, го правам во вечерните часови. Место спиење. Да. И веќе кога ќе не можам веќе одвај да гледам, тогаш легнувам и тогаш заспивам. А потоа денот си има свој сите овие други теченија. Меѓутоа, главното пишувањето ми е навечер, затоа што тогаш се осамувам сам со себе, тогаш немам комуникација со никого и тие неколку часа ги посветувам на тоа. И за мене вечерното време најдобро за работа. Кажи ми, како некој што еве следи, гледа и концерти и се, што мислиш каде стоиме ние во поглед на други земји или во поглед на Македонија во едно друго време со оној момент на представи, на концерти, уметничкиот живот колку ни е развиен и дали нешто му недостига? Ние се трудиме. Факт е дека се трудиме да направиме нешто. Не мислам дека секогаш успеваме во тоа, за жал. Гледам кога ќе отидам надвор некаде дека одредени средини се многу пред нас, што ми е криво, затоа што гледам колку се трудиме, еве јас како нашата средина, колегите мои, не дека немаме резултати. И колку сме талентирани исто. Да, исто и тоа. Мислам да не се разбираме погрешно. Да, апсолутно. Дефинитивно многу добри продукции во целата смисла. Меѓутоа, можеби малата средина во која што сме ние, си го прави тоа. Како да не доистеруваме до крај некои проекти, знаеш, имаме идеи, имаме квалитетни луѓе, имаме луѓе што ќе направат совршено и подобро од други, а не го довршуваме. До крај. Јас имам такво чувство. Да. Не сум среќен и не сум задоволен заради тоа што е тоа такво чувство, меѓутоа верувам и се надевам дека ќе одиме напред, да. Не се откажувам јас во мојата оптимистичка мисла.
уште еден член на управен одбор во Академско културно-уметничко друштво Мирчаци. Да. Академски хор, фолклорен ансамбл, народен и изворен оркестар, како и детско фолклорно студио се во рамките на тој, нели, акут, да го кажеме како кратенка. Друштвото е добитник, би сакал да го нагласиме тоа, на орден со сребрени израци од времето на председателот на бивша Југославија. Значи, не е мало признание. Тоа е единственото културно-уметничко друштво во Македонија кое што го носи признакот академско. Така. Дел е од Универзитетот Свети Кирил и Методи. Лани прославивме заедно со Универзитетот 75 години од своето постоење и покрај тоа што е единственото такво друштво, тоа е единственото друштво кое што е толку комплексно со повеќе ансамбли во својот состав. И единственото друштво кое што во континуитет од 75 години држи квалитет и функционира и високо ниво на функционалност на изведба и на концертирање. Академскиот хор, јас сум член на академскиот хор. Сега ќе прашав, ти пееш и во хорот и каде се настапувате, како изгледа тој твој ангажман, односно ваш ангажман, да не кажам. Да, тоа е една многу убава, една многу племенита, една многу облагодарувачка мисија која што ја правиме, моите колеги од хорот и јас. Настапуваме низ Македонија, настапуваме во Скопје, меѓутоа и редовно се представуваме надвор од Македонија, настапуваме на концертни турнеи, меѓутоа и на надпревари, на фестивали. Можам да кажам, минатата година имавме еден многу убав настап, еден голем успех, каде што освоивме златна плакета на еден интернационален хорски фестивал во Виена и настапивме во Музикверајн салата, па сега и би рекол дека Мирчасев настапи лани, Македонската филхармонија настапи оваа година. Тоа сега да речем, тргнавме во Музикверајн некако. Да, ние па би рекол им го отворивме патот и на колегите од филхармонија, да. Точно, па тоа е факт. Да, дефинитивно. Што пеете? Пееме композиции од македонското хорско творештво. Тоа се извонредни, сложени, комплексни композиции кои што јас премногу ги сакам. Нашите композитори направиле извонредни ремек дела. Тука се Трајко Прокопиев, тука е Скаловски, Тодор Скаловски, Властимир Николовски, Стефан Гајдо, Живко Фирфов, Александар Лековски, Драган Шуплевски. Тоа се извонредни дела кои што кога и да ги изведуваме ние надвор од Македонија, триумфираме со нив. Покрај тоа имаме и програма која што е од не само од македонското творештво, туку и од западноевропската. Пеете на идиш, пеете некои еврејски песни или еврејски песни, да, порано пред некои десетина години имавме неколку сефардски композиции кои што диригентот Томислав Шопов направи многу убави аранжмани за нив и беа многу интересни за слушање. Имаме направено, изведувано повеќе циклуси од популарни композиции, како што се од Queen, од ABBA, сплет од ABBA, кои што каде да ги изведеме, звучат, предизвикуваат интерес и звучат убаво, и нормално и од композиции воопшто од европската и од светската хорска литература. Првата книга што издаде во 2018-та, таа е прва, нели, е Зина Крелја, сопран, првенка на операта при Македонскиот народен театар, сега Националната опера и балет. Зборуваме за оперската првенка и примадона Зина Крелја, која што е уметница и основоположник на оперската уметност. Во коавторство ти е со Снежана Анастасова Чадиковска. Она што ме интересира е како течеа подготовките за тој труд, бидејќи треба нели да се собере сиот тој материјал за да се издаде, и дали е тешко да се подготви, и ајде по тоа ќе те прашам уште нешто.
Да, тоа е првата книга и тоа е тоа е нашата прва соработка со професорката Снежана Анастасова Чадиковска, со која што еве сега можам прв пат во вашата емисија ќе најавам дека подготвуваме исто таква книга, монографија за Ана Липша Тофовиќ. Таа е исто основоположник на Македонската опера, основоположник на фестивалот Охридско лето, која што до година прославува, односно во 2026 година прославува 100 години од своето раѓање. Ана Липша беше првата што пее во суштина, мислам, на Охридско лето. Да, така со концертот почнува. на Ана Липша Тофовиќ на 4 август 1961 година, која што е на нејзина иницијатива и на иницијатива на нејзините пријатели. Тоа е првиот концерт во Света Софија кој што е одржан. Тој представува една иницијална каписла за потоа следната година да прерасне во еден фестивал. И ние двајца со Чадиковска ќе го вековечиме ликот и делото на Ана Липша во една монографија. А пред 7 години го направивме тоа со Зина Крелја, првата македонска Травијата, првата македонска Мадам Батерфлај, првата Лучија, првата Джилда во Риголето, оперска певица која што со својата интерпретација за прв пат ги извела овие на нашата сцена и на тој начин го отворила патот за сите оние денес помлади нејзини колешки да може да ги изведуваат. Тоа беше доста сложен процес, само сакам да кажам. Слободно. Да, беше доста сложен процес заради тоа што требаше да се пронајдат исто материјали. Зина Крелја беше почината. Зина Крелја беше почината тогаш и ние моравме да најдеме материјали кои што точно ќе отсликаат нејзината личност и нејзината активност. Не беше воопшто едноставно. Меѓутоа, така седнавме и малку по малку комплетиравме една убава база која што потоа ја оформивме и многу сум горд на таа книга. Јас го поздравувам многу и ова за Липша Тофовиќ. Сакав да кажам дека и како мој предлог, скромен, ако смеаме, Анастасија Низамова Мухич. Да, значи, апсолутно. Тоа ќе ви биде следно. Јас многу, мислам, како да кажам, јас исто како дете Анастасија Низамова Мухич ја слушав ја имав можност да ја гледам на сцената и на еден начин ми е, мислам, условно речено драго заради тоа што не беше убав поводот. Го говорев на незината комеморација, последниот говор посветен на незиниот лик и дело, го имав токму јас. Александре, на втора страна имам 5 направено. Имаме уште 5-6 минути од разговорот. Па ако стигнеме до третата, добро. Ќе мораме да снимиме уште една емисија. Пред да заборавам да ти подарам една моја книга, односно превод мој. Благодарам. Се надам ќе ти се допадне. Значи, верувам и многу се радувам. А јас бидејќи сум ги гледал претходните емисии и знам дека подаруваш книги, и затоа во оваа прилика реков дека сакам јас да ти подарам една книга, ќе ти ја подарам книгата. Ти благодарам. Музиката во македонскиот игран филм. Мислам дека ќе ти се допадне. Ќе ми се допадне сигурно. Дека ќе имаш што да прочиташ во неа. Да, затоа што прво македонскиот филм ме фасцинира, а и музиката македонска, тоа што зборувавме дека треба да ги зачуваме оние вредности вистински на нашите автори кои што се навистина одлични. Сите што ги споменавме од Џамбазов до Скаловски до сите овие што се во филмовите. Монографија 70 години Академското друштво, културно-уметничко друштво Мирчацев книга, монографија 50 години која што ја разгледував и ме фасцинира Мајски оперски вечери. Така е, да. 7 некоиси и 7 македонски композитори, каде што ги представуваме Стефан Гајдов, Тодор Скаловски, Трајко Прокопиев, Властимир Николовски, Томислав Зографски, Стојан Стојков и Ристо Аврамовски, кој што мислам ни беше сосед кога бев дете.
Што содржи оваа книга, уште кажи ни? Оваа книга ја работевме со Бистра Георгиева, таа е моја братучетка, а автор на голем број детски книги, сликовници за деца. Ние двајцата се обединивме и направивме една книга за деца, каде што ги представивме сите овие што ги наброја 7 композитори, затоа се вика 7 некои си, една аналогија со 7 ноти во скалата и на еден интересен и сликовит начин, со едни интересни приказни ги представивме за да ги доближиме и да она емисија што ја правам целиот живот, да ја доближам воопшто македонската култура до помладите генерации. Многу награди, признанија и нешто што ми се виде интересно во едно од твоите трудови е дали музиката може да го продаде филмот, може ли? Може, дефинитивно, да. Па еве го спомнавме пред дождот, во едно од неговата комплексност и музиката е, да, и таа која што дефинитивно, да, дефинитивно која што му дава како се вика, карта за продажба. Карта за продажба, енергија, импулс, прекрасна е. Психологијата на музиката, како го перципираме ние прегеска, споменавме дека некој не прави тажни, една иста музика може мене да ме растежи, тебе да те направи среќен. Како, уште она што сакав да прашаме, како да направиме, еве, твојата детска книга со братучетката, да се поправи оној национален, да се развие еден национален префинет вкус за музиката. Ке можеме ли некојаш да постигнеме еден исчекор напред? Да, јас се надевам и во сите работи и сите проекти што ги правам, влегувам со дел и со таа мисла. И навистина се надевам дека ќе успееме да направиме нешто од тоа. И уште кажи ми каква музика слушаш приватно. Ти кажав имаме уште 4 страни кои што треба да ги разговараме, ама мислам дека ќе имаме уште една прилика понатаму. Многу сакам оперска музика. Верди го сакам премногу, Чајковски го сакам. Која ти е омилена од Верди? Травијата. Добро. Травијата ми е... Мене ми е Травијата нешто што се слуша секој ден, може цел ден, така? Травијата ми е првата опера во живот што сум ја гледал. Таа ме внесе во оперската уметност. Јас сум заљубен во Травијата и верувам дека до крајот на животот Травијата ќе ми биде број 1 во оперската уметност. Чајковски го сакам многу. Многу сакам поп музика да слушам, македонската музика ја сакам да слушам македонска новосоздадена народна музика, меѓутоа оние од времето на фолк фестивалите во Ландово, Цветници, кои што навистина дадоа едни бисери во нашата музика. Ти благодарам многу за гостувањето, навистина ни раскажа многу убави работи. Благодарам на поканата и им беше многу пријатно со вас. Беше вечерва со нас Александар Трајковски, музички публицист. Музичкиот свет, традицијата, фолклорот и се она што е поврзано со музиката е неисцрпно богатство кое треба да го негуваме. Македонската музичка ризница е неисцрпна и недоистражена, да и се посветиме малку повеќе и да ја зачуваме за иднината. До следната емисија на Трафика останете, бидете среќни и весели и имајте убави денови исполнети со убава музика.